Глумците пеат на 24 и 25 март повторно ќе го одбележат светскиот ден на театарот во Македонскиот народен театар. Терминот е 20 часот. Ние секако ќе ве потсетиме на овој датум. Има што се вели цел месец до ова шоу повторно посветено на македонската музика од различни периоди и епохи, што публиката велат ги знае, но ќе ги слушне во нова актерска интерпретација. Покрај соло изведби, на сцената ќе има и други дуети и точки. Не би земал повеќе збор јас, туку напротив нашата Маја Бабич, која што е во соседство на Телма телевизија, и знам дека утро го пие утринското кафе со нејзините пријатели од Телма телевизија. Маја, добро утро од студиото. Добро утро Марко, тебе, добро утро на сите гледачи на Телма. Ти благодарам за вклучувањето. Овие 12 минути 13 ќе бидат само едно убаво интермецо телевизиско кое што ќе го направиме со оглед на тоа дека знам дека сте во сега веќе би рекол и полека оние финеси кои што ќе го обликуваат новото реобновено издание токму на Глумците пеат заедно со твојата сестра Ира, како едно наследство од 90-тите на почитуваниот Марин Бабич, вашиот татко, кој што го постави всушност овој проект и мами насмевки секој пат. Тоа беше исто така пред некоја година кога се одлучивте повторно да му дадете нова свежина, звук, па и амбиент, ама да се задржи секако тој темел на театарот и самите актерски имиња да ги погледнеме во едно ново руво, каде што не е можеби толку гротесно би рекол, колку што е повеќе да се забележи актерот колку има во себе потенцијал да ги прикажи своите квалитети и како пејачи на сцена, секако театарска игра која што е провлечена. Јас благодарение на тебе имав прилика првпат минатата година да бидам дел од Глумците пеат и вистина час и половина, два беше тоа шоу каде што, знаете, си заминувате дома и полни сте со радост. Ете тоа го прави Глумците пеат. Така што честитки уште еднаш што конзистентноста на Глумците пеат годинава повторно некако не прекинува оваа приказна. Браво, Маја. Благодарам за честитките и благодарам за поддршката, навистина ни треба. Времињата се сменети, да. Нашиот татко тоа го поставил пред 30 и кусур години, но веројатно се времињата сменети и сега ние треба да градиме една наша приказна. Бевме оптеретени многу со тоа што би рекол тој, како тој би го направил ова и така натаму, меѓутоа одлучивме дека навистина е време да го гледаме Глумците пеат како нешто наше и да внесеме некој наш сензибилитет во сето тоа. Минатата година навистина беше огромно шоу и огромно голема посветеност имаше од сите актери и од нас како организаторите. Годинава решивме да одиме со еден малку поинаков концепт. Годинава ќе го ставиме фокусот на актерот. Сакаме буквално тие како име и презиме, секој од нив да отлучи што сака да ја даде на публиката во тој момент. Значи, дали ќе биде тоа комика, дали ќе биде сериозност, колку ќе сака да покаже колку знае да пее. Значи, мислам дека треба да расчистиме. Глумците пеат одлично и се преталентирани. Генерално во Македонија нели велат немој ни да играш, ни да пееш, ни да свириш, тие тоа го прават најдобро, но навистина нашите актери македонски се исклучителни таленти и им оставаме простор оваа година самите да одлучат што е тоа што ќе сакаат да го дадат на публиката. Да. Тоа би било во кратки црти. Решивме да одиме со македонска музика. Прво затоа што сметаме дека е исклучително зрел амбиент во Македонија, да ја негуваме и да ја потенцираме нашата домашна музика. Долго време беше помалку запоставувана и сега мислиме дека е времето сите ние да дадеме малку повеќе напор и да ја афирмираме и актуализираме македонската музика. И токму заради тоа одлучивме да биде македонска музика и на крајот на денот, Марко, знаеш како, свативме дека нашите актери поинаку размислуваат кога треба да пеат на својот мајчин јазик. Апсолутно, и многу убаво го сподели ова искуство околу македонската музика, бидејќи ти од таа страна, јас од оваа страна и како медиумски работник можам да кажам дека никогаш не било посоодветно да не само што ја негуваме, туку чинам дека има некој еден сензибилитет на нова убава златна ера на македонска музика со нови артисти. Тоа и потем ќе го надоврзам на твоето што го спомена, бидејќи во моментот има неверојатен амбиент, како што ти го посведочи, со оглед на тоа дека вистина актерот некој пат е најхрабар кога
портретира некаков лик на сцената, меѓутоа мислам дека и доста храбар во оваа улога, и тебе би те прашал можеби соодветно и за некој актер тоа да го поставам во некоја следна прилика кога пее, отколку кога глуми. Дали актерот некој пат е прохрабар, затоа што знаете во овој случај немате конкретен можеби нели лик зад кој што може некако да се искористи нели како некој аватар да речеме. Во случајот ова е нели целосна една негова животна потенција споделувајќи преку музика. Баш така, целиот негов талент што го поседува, што сакал некаде да го каже, а не го кажал. Процесот на работа во театар е многу поинаков. Значи тој добива улога и тој како сензибилитет, велам актерот, без разлика машко-женско, тој како личност и сензибилитет треба да се пронајде во дадената улога која што некој друг ја напишал за него. Овде, и тоа е убавината на глумците пеат, овде не треба да биде лик. Треба да биде тој самиот кој што ќе покаже што може, знае, сака да покаже во моментот. Значи тоа е разликата и тоа е убавината на ова шоу. Не е поентата на глумците пеат на публиката да ја покажеме дали и колку глумците пеат. Тие тоа знаеме дека знаат да го прават. На крајот на денот и пеат и во театар. Ние имаме многу представи во моментов на репертоар каде што и се пее. Но она што е убавината е што овде немаат лик. Што се тие самите и кои што треба да го покажат тоа што го знаат. Неодамна, како соработка помеѓу глумците пеат и Ателје 212 во Белград, бевме таму. Тие имаат нешто слично, со многу помала продукцијска вредност, да речеме, од нашето, се вика Бродот плови за Белград. И таму го видовме истото. Значи, и тие пеат, и тие се, меѓутоа, убавината е кога нема да се надпреваруваш кој поточно ќе го фати акордот или тонот. Не е поентата во тоа да тие испеат совршено. Туку е поентата да пренесат енергија на сцена. Апсолутно. Тоа ќе го правиме оваа година. Апсолутно. Така што верувам дека и познавајќите тебе како сензибилитет, како дама, знам дека сосема давате некаква слобода, колку и тоа да стоите можеби зад кормилото или на иницијацијата на глумците пеат. Знам дека слобода имаат актерите во интерпретацијата, меѓутоа се постава, препоставам некаде граница да се зачува и концептот на глумците пеат. Тоа е исто така важно и не би сакал да го изоставам моментот, меѓутоа сигурно во студио за скоро доаѓаш. Тоа можам да го ветам и за сите кои што не гледаат. Едно од најбавите работи е тоа што вчера кога ми го спомена, на некој начин се потсетив дека го прочитав нели на новинските наслови дека какао тргнавме вели со јасна намера да создадеме вредно дело со трајна културна вредност. Заедно со сопругот Манде, ќе го поздравиш, на некој начин ќе биде овај прв македонски мюзикл на музиката на гитаристот Владко Стефановски, кој што премиерно ќе биде изведено во месец мај. За ова подетално ќе разговараме во студиот и јас и моите колеги, ама би сакала еве освен глумците пеат и за ова да начнеме само неколку генерали и податоци. Какао. Вчера кога се слушнавме да се договориме, кога ме покани на разговор, јас те прашав зашто ме каниш. Така беше, да. Бидејќи навистина периодов е интензивен, се поклопија некако работите и ете, влеговме во неколку продукции кои што се навистина значени. Ќе бидам, ќе излажам ако кажам дека овие 3 години на глумците пеат не потикнаа да влеземе во една друга авантура која се вели македонски мюзикл. Го видовме потенцијалот не само кај актерите, туку и кај целата актерска екипа, особено кај режисерот Дејан Пројковски. И решивме да се впуштиме во една авантура која се вели македонски мюзикл, и тоа ни помалку ни повеќе, туку инспириран од музиката на Владко Стефановски. Ние сме во интензивни подготовки, ќе се вика Какао, е по текст на Венко Андоновски, во режија на Дејан Пројковски, аранжманите ги работи Бобан Мирковски, кореографијата е на Олга Панго
Значи, зборуваме, за да им стане јасно на гледачите, зборуваме за класичен мюзикл, како што има на Бродвеј, како што има секаде во светот. Многу е тажно дека во Македонија не се продуцираат такви работи, иако морам да бидам искрена и да ти кажам дека е прилично тешко. И така некако од нула, буквално од нула, единственото нешто што го имаме, да речеме, како подложка е музичкото наследство на Владко Стефановски, буквално се прави од нула. Пред крај сме со завршување на процесите и почнување да се почнат подготовки веќе и така натаму. Музиката се пишува, бидејќи ќе биде преаранжирана. Аранжерот Бобан Мирковски доби целосна слобода од авторот Владко Стефановски да си игра со неговата музика. Така што, тоа се пишува во моментов. Приказната на Венко Андоновски, според неговите зборови, а и тоа што јас го прочитав, е една типична мелодрама приказна за младите луѓе кои сонуваат, кои сакаат да успеат, кои се наоѓаат на патот наоѓаат многу препреки, што од собствените дилеми, што од општеството во кое што живеат. Меѓутоа, тоа е приказна на секој млад човек дека сака да успее. Па не на млад, и на повозрастните. И ние сакаме да успееме. Да, знам дека сте во интензивни подготовки за овој прв македонски мюзикл на музика на Владко Стефановски во продукција на Баги Комуникации. Некаде прочитав всушност даден интервју заедно со твојот сопруг Манде, каде што велите дека оваа идеја не е од вчера што се вели, туку веќе 3 години вие нели како еден никулец што се вели во мисла за да го прикажете за македонската јавност. Инаку ќе потсетам дека имавте вие и кастинг, ова нека биде последното прашање, па друго ќе направиме ние дополнително промоција на мюзиклот. Всушност ќе имаме прилика да уживаме во два главни лика, тоа се Дона и Джими. Да, правевме од почеток. Значи, 3 години навистина го зборуваме и 3 години некако чувствувавме дека не е време, му дојде времето сега и фала му на Бога, навистина сме и ментално зрели и естетски зрели за да можеме да го направиме тоа. Имавме кастинг, 120 млади луѓе се пријавија на кастингот. Прилично голема бројка. Нашите актери сакаат вакви предизвици, апсолутно. И мене ми е многу жал што нема и повеќе за да можат и други луѓе да влезат и да се вклучат. Скап проект е, апсолутно е многу скап проект и разбирам зошто другите не се охрабруваат, но можеби ние ќе бидеме почетокот, па ќе ги поттикнеме и другите. Да, Маја, дали Катерина Јовановиќ беше дамата која што е избрана потем да биде Дона, беше дама која што ја гледавме на 40-тото јубилејно издание на Макфест, ако не грешам, или можеби... Така е. Добро. Така е. Зад кулисите, тоа е еден многу добар сингл кој што добро котираше на радиските станици и Владимир Петровиќ, ако добро ги помнам имињата од Марко од наше мало, можеби. Се разбира. Мали, така е. Мали од наше мало, така Одлично, е. Катерина Јовановиќ е млада глумица, која што се уште не е вработена во нашиве театри, но таа, например, веќе игра во мюзикл во Ниш, која се пријавила на кастинг, си победила и игра во мюзикл во Ниш. Навистина имаме млади талентирани луѓе кои што, ако им се даде шанса и ако им се даде платформа, можат многу да ги покажат своите квалитети. А Владимир Петровиќ веќе го гледаме во драмски театар како резидентен актер и е исклучителен талент, фантастично пее. Ретко публиката има можност да го види него како пее, за разлика од Кате. И ќе се изненадите каков талент е за пеење. Тука ги имаме и Стефан Спасов, и Григори Јовановски, и Ања Митич, и Нина Елзесер, Билјана Драгичевиќ, Тања Кочовска, Јордан Симонов. Едва чекам да го направиме тоа наше телевизиско гостување. Од се срце ќе ти заблагодарам за утринското вклучување. За многу скоро те чекам во студио, па може некој од овие и актерски имиња да бидат заедно со нас.
на некој начин да особено му дадеме аплауз френетичен на проектот кој што го работевте со Мандеј и за секако Као Какао и за Глумците пеат. Бакнежи Маја и се гледаме за скоро повторно, драга. Фала што ме поканивте.